прво искуство во новинарството ми е дневник. И тоа бев во една генерација која што за сега е незамисливо таква концентрација на новинари. Значи, таму беше уште Бранко Геровски, Катерина Блажевска беше главен уредник. Од новинари Сашо Кукаланов работеше таму. Значи имаше сериозна екипа и голема, огромна редакција, незамисливо за денеска, например. После сум работел во Шпиц. После Шпиц со уредникот Геровски со неколку новинари го направивме неделникот Сега. И тоа функционираше нешто година и пол. Кратко време, не интервали, дури време имам работено. Некој месец дена најмногу. После Фокус, каде што се задржав, не знам, некој 4-5 години. Па во Нова ТВ, порталот Нова ТВ, и сега сум веќе 2,5 години во БИРН, Балканска истражувачка и репортерска мрежа. Не знам, тоа се колку, 5-6-7. Во главно се пишани медиуми, односно исто. Пишувам текстови, не изработувам видео прилози, тоа никош не би било моја специјалност, како да кажам. Или секојаш е текст, зависи кај бил пласиран, дали во весник, дали на портал. Сега зборуваме особено на економска причина, веројатно тоа е една од причините, ако не добиеш плата или ако имаш мала плата или ако добиеш некоја друга понуда, ама веројатно прашање замисли на некои други аспекти од па веројатно проблем би било ако од мене се бара да пишувам текстови за кои што јас не сум уверен. Дека се од јавен интерес, туку дека штитат нечии бизнис интереси, политички интереси, ако некој ми го наложи тоа, тогаш дефинитивно би си заминал. Или доколку мислам дека медиумот во кој што работам работи непрофесионално, со тоа што се намалуваат и моите стандарди на работа. Воглавно поради тоа. Не гледам некоја друга причина освен тие две, значи економската и да бидам изложен, да работам непрофесионално. Не би рекол со проблем, туку сум помислил да се откажам од професијата. Тоа е само помисла, не дека нешто сум размислувал. Ама тоа се обично во моментите кога не го гледаш резултатот од тоа што го работиш. Често например, и ќе направиш и некоја истражувачка сторија, ќе отвориш некој прашање од сериозен јавен интерес, или тоа не добива доволен публицитет, или погрешно луѓето го разбираат и не си допрел, си вложил многу труд, а не си допрел до публиката, тоа што треба да изреагира, да се сменат нештата и тука некогаш сум паѓал во некакви такви. Сум бил нерасположен, сум размислувал за напуштање, дека нема поента тоа што го работиме. Иначе конкретно некоја друга сега не ми текнува некоја друга причина, немало некои сериозни притисоци поради кои јас сум се исплашил, па да речам готово се, поради безбедноста немало веќе да го работам, такво нешто фала Богу немало. Најмногу тоа, кој што кажам, значи испаѓало дека чувството дека работиш за џабе, освен платата што ја добиваш, нема никаква корист од тоа што го работиш и тоа било причината. Се почувствувам така. Било од секогаш проблем да се дојде до документи, се дојде до официјални документи и да се дојде до официјална изјава. Тоа често пати ти ќе ја завршиш работата, ќе вложиш максимум труд, ќе ги побараш луѓето што се одговорни за некаков си проблем или за некаква ситуација и тие те дискредитираат со тоа што не ти обрнува внимание, што
те множат со нула едноставно со тоа што не ти даваат изјава и твојот текст така губи на важност. И тоа е секогаш проблем и можеш тука се соочуваш со ризикот да влезеш во шпекулации, она кога немаш доволно информации, отвараш некакви прашања и тоа е лизгав терен, прилично, се трудам тоа да го избегнувам. И тоа е сериозен проблем затоа што како што реков, влегаш во шпекулации, утре дента дури можеш да добиеш тужба, зашто си поставил сугестивно прашање, на кој што нормално нема никогаш после да добиеш одговор, да ти се, не знам, буквално да ти се изнасмеат по социјални мрежи за нешто што си го сгрешил, затоа што на пример како новинари работиме се и се што, не можеш да знаеш секогаш се за секоја тема, а уште пострашно немаш секогаш време доволно да ја истражиш. И сега ти кога не можеш да добиеш втората страна и кога таа намерно да игнорира, соочен си со некојаш и да направиш некаков лапсус кој што може да те чини сериозно во смисла на кредибилитет како новинар. И тоа било онака фрустрација. Два пати е тоа за пренесена изјава. Сега не е ни тоа некоја одбрана за моја не можеш да пренесеш било каква изјава сепак. Јасно ми е тоа. Ама и во двата случаи биле тоа функционери и во двата случаи јас сум се обидел да усари се надоврзува на тоа претходното што ја кажам. Значи се поврзува со нивната работа, се поврзува со тоа што со нивната моќ и не сум успеал ни пред да го објавам текстот, ни од после на суд кога ме тужиле да дојдат да објаснат вистината. Јас сум напишал една верзија од приказната. Конкретно се со нема зашто крием, значи Љубисав Иванов Цингов има тужено и Сашо Мјалков, шефот на тајната полиција, поранешниот шеф на тајната полиција, и двете приказни се за луѓе кои што сметаат дека овие двајца некако им наштетиле преку нивната моќ. И двата процеси завршија некако. И во двата процеси ние не ја дознавме нивната страна од приказната. Они само пред судот се жалеа не е вака како што е напишано и со тоа ми е нарушен угледот. Не е како јавност и јас како новинар не ја дознавме целата приказка. Ако не е така, како е? Тоа никогаш не се дозна. Немало, еве, сега е актуелно денеска Дрисла, например, со колегија работевме заедно таа приказка, не можевме да добиеме простото во приказната е ветува странски инвеститор, ќе вложи не знам колку пари, за возврат ќе добие 80% од профитот на тоа јавно предпријатие. Ние не можевме, и до ден денеска не сме добиле информација колку тие вложиле. Значи просто е прашањето колку вложиле, колку земале од профитот. Такви беа случаевите, еве лично мој не толку, например, такви беа случаевите знам дека не можеше никако да се добие информација колку пари се дадени за владени реклами. Дури имаше некои смешни оправдувања. Сеќавам дека на мои колеги Министерството за финансии им даде објаснување дека било државна тајна. У смисла дека ќе имало некаква штета ако се објават тие податоци. Што така го прават тоа? Прават тест на штетност. Дали е поголема штетноста да се објави или да не се објави информацијата, и тие пресметале не знам како и по која логика дека парите што владата ги дава за реклами треба да останат тајна. Некои такви небулозни одговори, тоа се случуваше кога во Бернија правевме базата за Скопје 2014. Тоа се случуваше, значи ги баравме договорите помеѓу институциите што градеа и фирмите, не ги добивме сите. Истото се случуваше со базата за странски инвестиции, каде буквално институциите, тие 3-4 што се одговорни за привлекување на странски инвестиции, буквално не сака да комуницираат со нас. И последно, дури
дури на ниво, не знам дали 10-15% од градоначалниците ни одговорија кога правевме последната база за она што е сработено во општините. Значи, буквално некако е како некоја болест е. Тоа едноставно имаат одбивност за не ја сваќаат суштината на транспарентност и зошто некој треба да биде транспарентен. И буквално јас лично се слушнав со повеќе од 10 градоначалници со кои што разменивме имејлови и ми ветија одговори, не сум ги добил до ден денес за базата за она што е сработено на локално ниво. Не знам, имам милион примери. Тоа сега на некој начин има најави дека ќе се менува и ветувања, а сега колку ќе биде и како ќе биде, ќе видиме.